Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Рајан Гослинг, кој почна да се занимава со актерството на само 8 годишна возраст, веќе почувствувал потреба да се одмори. Познатиот 32 годишен актер открил дека се откажува од актерството бидејќи во изминатите години не одбил ни еден проект. Тој има глумено во филмовите Crazy Stupid Love, Gangster Squad и Ideas of March. Премногу работев и затоа мислам дека одморот е добра одлука. Морам на некое време да престанам да размислувам за работа, изјавил Рајан, додавајќи дека знае дека режисерите многу брзо забораваат на актерите кои се повлекле, но се надева дека со него нема да се случи истото и дека по неколку годишна пауза ќе може повторно да се врати на големото платно. Пејачката Лејди Гага по здравствените проблеми и операцијата на кукот се враќа на музичката сцена. Таа беше принудена да се откаже од турнејата Born This Way за да се излечи од тешкото воспаление на зглобовите. Незиниот менаџер Винсент Херберт открил дека Лејди Гага одлично и брзо се опоравува по операцијата и дека во моментов завршува со работата на незиниот албум Art Pop. Тој додаде дека албумот ќе биде освежување во светот на музиката. Не можам да дочекам јавноста да ја слушне незината нова музика. Гага ќе се врати на музичката сцена поздрава и посилна од кога било, изјавил Херберт. Во Берлин неодамна се одржа фудбалскиот филмски фестивал 11 мм, во чии рамки за најдобар фудбалски филм на сите времења е прогласен Марадона на српскиот режисер Костурница. Во документарниот филм Марадона на Костурица од 2008 година, аргентинската звезда е представена во различни случаи. Презентирани се неговите емоционални кризи и успеси. Костурица го отсликува Марадона и тука нема никакви тајни. Тоа е суштината на целиот филм. Ние го запознавме одблизо, ја запознавме звездата во еден свет кој многумина не го познаваат, изјавил Филип Кестер, главен уредник на фудбалскиот магазин 11 пријатели. За фестивалот се заинтересирале и поранешни национални репрезентативци како Клаус Фишер и Олаф Тон, како и еминентни луѓе од политиката. Во категоријата на играни филмови победи шведскиот филм Малечкиот Фимпен. Детскиот филм од 70-тите години раскажува комична приказна на едно дете, која ја предводи шведската фудбалска репрезентација до титулата светски првак. Поп дивата Ријана очигледно треба да го смени начинот на живот. Таа пред некое време заради здравствени проблеми откажа 2 концерти. Лекарите ја предупредиле убавата Ријана дека мора да се откаже од конзумирањето на никотин и алкохол бидејќи работите не одат во најдобар ред. Лекарите изразиле загриженост за незината здравствена состојба, па и порачале да направи пауза од ноќниот живот, бидејќи нема да го издржи темпото што го бара незината работа, односно турнеите. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.